Добро утро екипа, Тапшанови со нов влог. Сите сме тука, мама, Hello. Марк и Џо. Сега, денеска ова нема да биде обичен влог, ова ќе биде микс од две работи. Едното ќе биде 10%, тоа ќе биде представување на нашата книга во саемот на книгата. Значи денес ходиме, луѓе, замислете да имаме книга, сликовница на саемот за книга во Македонија. Ова е значи големо достигнување за нас. Тоа ќе биде краток дел. А потоа одиме на кампинг. Прв бојс кемпинг, машки кампинг, јас и Марк. Мама ќе остане домче. Јас ке седам со мали брат. Замислите сакаат да земат и мали брат. И викам нема да шема шанси, значи нема шанси. Па и мали брат е машко. Са Да, сечено машко. машко, ама машко. Да, ама јас знаеш колку е тажно кога идам дома и еднаш случуваше дека мачката немаше затоа што седеше уште кај баба. Друг пат кога Марк не спие дома, кога спие кај баба, тоа не е убава чувство. Така да барам мачката да ме оставите. Дозволено. Значи прво одиме таму сега. Ајде бачко, искачи треба да подпишуваш книги. Еве сме Борис Трајковски. Чанк. Не знам што да очекувам сега да ви кажам искрено само. Прв пат да ја гледам вака салата. Да најдеме каде сме ние. Еве ги нашите 3. Јоп. Еве сме ние. Значи тука требаме да работиме. Да се купиме? Дома немаме. Ако верувате, дома немаме книга, значи искрено да ви кажам, немаме уште нашата книга. Може ли да се... Може бе, како не може? Женска. Еве го Марк веќе се пуштил ке подпишува книги, бе тоа. Да најдем како подпиша? Ау, со М. Каде ќе работиме више? Каде ќе работиме? Не знам. Одиме да седнеме сега, треба да подпишуваме книги. Пак ќе збориш? Не, валја не, А а? има микрофон. Ке зборам пак? Мај ќе збори. Или... Абе, тебе на книгите му се допал. Така треба. Уште половина час имам и бегаме. Топ. Како ти е, мистер Тапшанов? Експириенс? Како што требит. Уште малце и ќе завршиме. Помалце треба имам овој пат. За на промоција беше многу треба. Сега не треба да збориш. Да, не треба да зборам. А ми речи ви како знаеш може да збориш. Не фала. Next time. Имате втор дел од книгата? Ки имаме злато? Ки има втора приказна, да. Можеш да... Книгата ви е преубава. Фала ти многу срце. Шта? Завршивме со книгите, сега одиме. Ајде, да го спремиме уште малце комедо, треба да ставиме јадење месо од теоса, ребра, плескавици, телешко нешто, стекчиња, кетчапот од Ким, без бубало никаде. И се разбира нашиот ајвар. Тргнавме од база, сега застануваме да ставиме дизел, не бензин, зашто до тоа ме караат само, и да купиме скара, да видиме дали има скара сега во окта бензинските и продолжуваме некај Кокино. Не знам зашто е Кокино моје името. Никогаш не сум слушнал за името Кокино. Тоа ќе ти објаснам таму кога ќе доеме. Тоа е нешто многу интересно и со камерите за вечер сме спремни, ќе ловиме звезди. Ке летам со дрон тогаш. Фул бачко, фул. Да го чистиме стаклото? Гледате таму. Ете, маркет. И таму пишува Марк. Лудило. Одиме за Кокино! Одиме на кај Пелинце и Кокино. Од овдека да знаете, се оди на кај Прокор Пчински, преубавиот манастир. Ете. Таму имаше жилка, ја спасувавме. Возиме по преубава природа, луѓе, гледате колку е зелено се. Македонија во пролет е магично, значи. Нонстоп е магично сме. Ето дека одиме горе да знаете само. Тоа е Кокино, да знаеш, Марк. Да, знам. Од таму најубаво се гледаат звездите. Бараме место кај да се и паркираме. Гледайте кај сме. Цела шума. Или ако не бараш, нема да најдеш. Некогаш наоѓаш, некогаш не наоѓаш. За тоа е, што да правиме? Се пробува. Едно место веќе најавме кај може да се испаркираме, сега да најдеме некое друго, поблиску, да ни биде убаво. Пак е прљаво, бе, се е прљаво, бе. Ајде навака да видиме. Тука тешко. Тешко тука.
Сега гледай. Стоп! Сега топ. Значи гледате го ова место. Таму ни е Кокино, имаме што да сликаме. Сонцето паѓа буп, таму имаме зајди сонце. Марк ги мести веќе столиците. Имавме проблем да најдеме рамно место, но успеавме. Топ. Може да ја наместам. Ајде, вие бувачки. Надворо масата. Многу бубачки имаме само тука, но добро, са тоа е што е, еве ги гледате. А денеска ја правиме оваа скара, за утре ќе правиме на дрвца. Како? А? Како? Сега оставиме тој. Се вади ова? И Тоа знам. го вртиш на ова. Знам. Се реши? Е, тука малку. Окей. Чекам. Не та. Ни треба ова. Ајде. И после ова. Не, тоа не ни треба. Да земеме мефце што ќе правиме денес. Тоа бубачки има само. Ја така. Опа, и варчето, паштетка. Ајде, видиме, што прво фатиме, тоа ќе правиме денес. Ова тешко. Овде имаме ребра, пикања и рамстек. Марк, дај упалјач таму, види под лавабото. Тука? Аде? Тука, под таа таму. Има? Е, така. Ајде, се палиме скарата. Еј, тато, и ја молим ти јас. А, имаме, чекај, дојди, Марк. И гледа што ќе направиме. Знам, ќе збрцам и така ќе опремим. Да. Донеси еден тањир? Ова е рамстек. Не, како ви има тањир? Е, вака. Еве ги вака. Чак. Вуала. Уа! Марк. Ајде, Марк, дојди. Да. Да, нека се олади само малце. Што вика тато месово? Топ. Лудило? Чисто Лудило. месо, телешко. Откај си се. Готови се? Готови се. Можеш да ручкаш. Ајде, лудило. Да. Браво, Марко. Што браво. Па и ти правиш. Ова е добро. Завршивме со јадење и одиме да го истражиме. Кај одиме, знаеш? Не знам. Кокино! Прескоп дека беше полно паркингот. Значи еден тон луѓе како да чекаат сите че тие дечко што напаѓаат тикети. Сега ги нема сите. Сега значи сами сме горе. Ево тука едно од најстарите светилишта и обзерваторија во светот. Утре ќе дојдеме повторно. Ајде, Марк. Карта е 100 денари за нас, за странци 5 евра. Ајде, брат. Старите патики во акција повторно. Сонцето уште малце ќе го снема. Татуш, ајде! Јаде јаболка и не се спаја. Кај ни е комбето? Не чекам дека. Ајде, бачко мој. Еве сме сани, знају бабиот дел поминуваме. Ке се качуваме по карпи, да знаеш. Да! Ичне сега дојди нагоре порамно. А во моментот кога ќе дозна дека има карпи нагоре за качување, трча, алпиниста. Спремен за Непал си ти, брат. Да, не полето! Може оваа година. Пристигнуваме полека. Еве го ова античко место. Таму ни е комбето, а таму нешто чади. Да надам дека не запали нешто. Мада не е сезона и тука не прават такви работи. Еле ги погледите, гледај. Се се гледа на таму, Марк. Ќе се качиме најгоре таму. Е лудило. Ќе биде уште пола малку.
Почнуваат камењата. Ете ги таму. Изгледа ка се качуваме многу. А гледај колку има. Ајде, дојди, навака. Натаму. Оди, синко, оди. Браво, мачка. Еве, луѓе, прекрасни погледи. Значи, натаму е Крива Паланка. Таму е веќе Србија. Тука пази. Добро. Важи. Гледайте ги бе пейсажи, луѓе. Леле, лудило, ова Македонија е лудило. Олека, синко. Браво. Па не знам баш дали од таму е патеката, пази тоа. Може да пробаш. Дој најака при да видиме што има. Човече, гледи погледи, веј. Хо-хо! Ова иде со песна на Тоже. Боже, не ми треба ништо друго. Лудило. Ајде да одиме долу тука. Многу патека. Па не знам баш, брат. Има. Има, ама од другата страна е подобро. Таа е опасна. Ајде додека види. Само да видам тоа. И почекај тука. Има отаму? Да. Ја најде? Ајде, и да летаме дрон. Само внимателно, знаеш. Ова е, мислам, главна платформа. Тука кралот и кралицата се деле Марк. Таму, гледаш, тоа е затворено. Таму не сме да одиме. Гледаш, затворено со јаж. Тука се деле кралот и кралицата, ова е како трон. Место нивно ева. Па затоа што луѓе доаѓаат и го уништуваат. Секој седнување го уништува. Кога народот не знае сам да се контролира, мора да ставаме граници. Ајде уште малце и да видиме цела Македонија. Кај си ти, кокинар? Ова е Македонија! Ова е се! Ај, тато, му тежи ранецот. Ја, браво да ти кажам, доста сме изоделе. И тоа многу брзо. Види ги, види. Стока, бе. Зашто? Зашто мора да грицкаш тука да фрлаш, бе? Зашто? Тоа е најгоре. Ајде да станеме и да летнеме дрон. Гледајте сега. Знаете само дека не сум само јас тој што ги прави видеата. Го е мислел дека најмалиот дрон летач во Македонија. Колку е сериозен. Леле, луѓе, ова е невиден рај овдека. Ја, значи, какви работи, какви места има во Македонија, што поготово во пролет може да се искусат. Мислам, ова е... Гледи позади мене, види. Види позади мене. Што повеќе да зборам, самата слика говори. Се е зелено, се е убаво. Овие погледи, извини брат што те деконцентрирам. Извинете. Не знам само како позади сонце ќе имаме тука, не знам што да очекувам. Го леташ на едно дрон, а? DJI 5 лета братот. И бугачки чека јас. Ама вака ги снима од горе.
Ова е добра снимка. Држи уште да не го мрдај. Топ снимка, топ. Спуштај. Тука, кај ти? Оп, стоп. На лево. Држи го. Така. Си нормален, ајде. Ај. Тежок фотографски живот. Сакаш да се облечеш? Сори, ајде, да знам дека ќе биде таму. Трегаш го следатме, ама и сега гледам колку е јак ветерот. Дува, сега више ни станува и ладно. Како сонцето иде надоле, станува ладно, а кај нас веќе уште малце ќе нема сонце каде што ние сме сместени. Е, па гледај топ, ќе пуштиме грејање, ја ќе седнам. Ха, Марк многу да се грее во комбе. Еме, тоа ми беше омилено кога бев мали и сега. И сега му милено, што? И Марк тука малце тешко. Најдов на друга патека. Некоја дупка. Најдов на по-добра патека. Од дека има убава патека. Сигурен си? Користи ги рацете. Па не сум сигурен за тебе. Ке се протнам и ја некако. Никогаш не одиш по детски патеки, зашто може да зезнат. Ете го доето и пријат кој ќе научи 10. Полека се спуштаме. Готово, ти ќе бидеш алпиниста. Сега одиме нашето комбе. Гребе, да пуштиме и ја ќе седнам. Значи ќе тоа рано, сега ќе седиме уште надвор, ќе си правиме нешто. Ете ни го таму комбето ни дзирка, се уште имаме убави погледи, а на секаде као да гори нешто, не знам што прават луѓето. Еј да. Какво место сме си нашле, Марк? Значи сварно, жив петел нема. Сега е 6 саатот. Од 7 ќе го пуштиме грејењето, Да. загреам и после и кога ќе биде 8, што го правиме до 8? Ќе си легнеме и Не. читаме нешто. Не, можеме нешто заедно да правиме кога да си играме со лего малце. Еве ни го влезо тука од дворот наш, како го најдовме, значи, луди. Папати ќе дојде да тука на ова скришто, нешто само наше. Еве го комбе. Ова е тежок работа. Go for it. Полека се стемнува, те малце ќе си влеземе внатре во комбе, зашто веќе почна да станува ладно. Сонцето само што се сокри, но сакаме да видиме ако имаме звезди да фотографираме денеска. И се мисля да летне уште со дронот. Не, нема да фатат, многу губи сигнал кај карпите. Не, само ќе фотографираме. Кој авион има? Значи, 1, 2, 3. Толку. Едниот со помина, не знам каде ти да. Сасвен.
Каков чај ќе пиеме? Не знам, ја не ваков чај на каков. Не знам што е ова. Earl Grey. Ова е на мамато јакиот. Не, аромат Ирон марка мејцин, така се пише. Да. Oh, fine. Cheers! Да, ама много е брз, не може. Нема шанса да се минута. 3! Каде? Да, прав си 3. Са не знам. Много. Само 2. 1, 2, 3, 4. Не. Тие две таму, коре Да. малите, се авиони. Аха. Над него има само. 1, 2, 3. Не мрдаат. 1, 2, 3, 4, 5. Добро утро. Ти читаш книга? Не мачарска, не можам да ја прочитам. Неинтересното. Била срекна и била проблем. Дојде, имаше много мали крила, а се беше такво. Фокс. Ти уживаш? Ова тука, да знаете дека се вика зајачки уши. А ова, уште не знам како се вика. Но треба да собереме некој за после кога ќе дое мама тука. Ова ми е новиот нож. Од камуфлажа МК. Има вакви тука, прстенот ти е како затврстен. Видам? Чекай. Black Fox. Многу добар. И плюс ова тука за стакло кршење. Ова тука, ако не да боже си заглавен некаде кај што со стакло, се опреш пак и пука. Ова е пила за дрвја, ќе ви покажеме како работи. Тегни ја.
Сега оваа пила е од тему, ова не е професионална ваква, но има и поголеми, но е доволно ако прете скаре ви треба за мали гранки. Јас? Видиш? Пуште. Најс, дај да пукнем. Одиме да видиме што имаме во наша околина, да истражиме малце, бидејќи изгледа многу убав дел и гледам дека има патека некој пат што води, не пат, него некој го возел со кола. Но не сега брзо. Чината му има кукјарки, ама не се оди од тука сигурно. Гледате кај сме. Еден ниво кокино горе. Ајде Марк, таму има шума, таму пробавме да влеземе вчера, видовте нешто, но тој пат не е за нас. Види го. Да собереме за мама да се на маса. Да најдеме тоа дрвото јако што прават стапови. Дрен? Не гликаме. Значи дрен е тоа. Тоа е дрен. Значи за јак стап за шетање ни треба дрен. Бареме дрен дрвото, за можеме да го исечеме, да имаме стапови. И зашто ни треба такво дрво? Зашто е најакото, прејако. Патот уште некаде води, но се гледа дека овдека само не возат коли, бидејќи има уште зелена трева. Не е газано, често. Но еве како ни шумичка сега поминуваме, а тревата е баш голема. Ние сме позади она брдо, таму е кокино. Еве зошто сите сакаат пролет. Расцветани дрвја. Ова што е? Ова е цреша. Полно со пчели. О, видете на какво местенце доавме, каква ширинка. Леле. Ова тука стварно е многу убаво. Тука се паркираш вака. Ами натаму има пат, таму може се доаѓа. Натаму веќе завршува овој рид и тука се спуштаме. Гледате каков поглед има луѓе. Таму веќе има куки, има и пчеларници, гледам.
Ајде патиме на друга страна. Овдека има некој стар зид, случајно го најдовме сега. Да. Видиш? Зашто? Види како е како сокриено. Зато е скржено куќето зашто можеш да пропаднеш. Нема куќа, опа, еве го до тука е зидот, ова е стар некој зид, гледате? Кој знае колку години е ова стар. Еве и тука. Може да пропаднеме. Тука нема да се пропадне. Па не е куќа, гледаш само од зите. Некој го правил на времето. А навака? Ова е како рекичка било тука. Што собираме, Марк? Цвеќиња за мама. Тоа е бела рада, Марк се вика тоа. Знам, баба ми кажа. Кој, мама или баба? Баба. Баба е цвеќарката во нашата фамилија. Ево вие ги барам стално како гроздови. Најде? Ете го тоа, да. Ево уште едно. Многу мравки, Марк, тука има дојди стани. Еве што собравме. Така. Сега ќе пробаме да направиме лаки стрела. Најдовме дива ружа, многу убаво се виткаат. И ако немате конец, можете ова да го користите за као врвка. Чекај да ти направам вакви. Од ми втегни. Ајде. И дури ова убаво се љупи, да знаете. Види, види. Уоу! Ха! Чекај јас да го избивам цел. Уште малце? Да. Еве ги овие што ви кажувам, гледај го кави се. Порано ги користеле како врвки, со нив можеш буквално да врзеш нешто. Овдека, кај што ќе доаѓа конецот да го држи. Чи правиш дупла линија и после ја чистиш. Ајде да видиме, Марк. Дали имаме нешто. Тука имам само ова. А ова е многу дебело. Но тоа е што е. И пробаме. Океј. Марк, донеси ми палјач, те молам. Ни треба палјач да ги изгориме овие две крајчиња за да не се отплеткува. Гледаш, ова треба уште поише да влезе. Ама добре, ќе ја држи. Дебел е конецот. Како неаменен коноп. Не е професионална, ама мислам ќе заврши работа. Ооо! Се збрца. Ете, гледаш? Треба вежбање само. Ете, гледаш? Со вежбање ќе биде се. Завршиме со проектите, стани доаѓаат гости. Доаѓа мама со друштво од школа и ќе си правиме малку пикник. Ајде, брат. Леле, како свадба да доаѓа. Марк, таму ќе паднеш тоа. Hello, стигнавме. Ќе паркирате таму. Добро. Ајде. Има Ни подре. Не, овој паркира на редниот. Кај што ние се паркираме на многу тајно. Не на првиот, на вториот. Оди. Кај си, пиле? Нареден. Паркирајте се некаде, не ве носиме кај нас дома. Ама ова не е тоа не е тајно. Па бидејќи е тајно, е само ваша тајна е. Не ја кажувајте. Комбето сме го сокриле, сме го збрцале. Ние донесовме книгата од Марк. Леле, сите змачки. Ајде, дечки, ајде. Ова ни е другарка од школа. Ај, Кај си ми женска? They are you the best. Or you're the best. Hello. Ајде, еве ни е екипата Марк, Јована и Деа. Ајде, Нинджи, напред, води ги, Марк. Направи бења, ама ништо не се. Да. Дечки, ви благодарам што го гледавте ова видео. Ми е жал што овој влог не беше и
Госпожа, но беше Boys Camping. Next time. Да. Ви благодариме што не... Јау! Што не гледавте? Се гледаме нареден пат. Сите заедно. Чао. Муа. Пис. Муа. Ајде. Ау. Subscribe! Се гледаме наредно видео! Peace!